Добро вечер или добар ден, уште едно издание на магазинот. Ние зборуваме за фактите, а не за тоа што го порачуваат или нарачуваат политичките елити. Зборуваме за последиците, не туку за причините, за она што е суштината на настаните, она што е актуелно и секојаш во име на граѓаните. Во оваа постизборна недела имавме многу настани. Тука беше името, она што се случуваше со Нимиц, па потоа парламентарните седници кои што искрено ме збунија, иако нели демократија, меѓутоа не знам кој беше министер, кој беше пратеник, кој обранеше, дали министерот нудеше, дали пратениците гласа. Се надевам дека се тоа ќе го набрзо ќе го разјасниме, но сепак да видиме кои се настаните кои што ги одбра тимот на ние настани за ова недела. Демократија. Председателот на државата е оправа опозиционата партија. Бранко Црвенковски има проблем, или СДСМ има проблем. Никој не сака да биде лидер на партијата, па нешто бучки смислува веде, демек топ решение кое би звучело ќе креираат иднина на држава со веде лидер. Остроумно. Председателот фино кажа, некогаш беше чест да бидеш член на СДСМ, а сега и председател на држава не може да ги собери и скрие, а камоли тие самите да се снајдат кај се и чии се. Никола Груевски не бил добро разбран за новинарите. Иако сите му реагира и меѓународните асоциации од Брисел и домашната новинарска тајфа од ЦНМ, тој вели не бил разбран. Знам дека кога се преведува од англиски или најмногу од албански, па ако не им одговара, велат не биле разбрани, ама сега... А знам дека владата ги милува новинарите, не знам зошто викаат, треба само да молчат и слушаат внимателно и толку. Се ќе си дојде на место и успесите на владата и новинарските перодршки од ова време, ма вистинска преродба. Апропо независноста и новинарството, ми се допадна и оној Ламброс од Грција, шилото на пресконференциите во Стет департментот. Им го збичи на американците дека се антидржавни елементи во демократска Грција. И се запали портпаролот. Го доболе кога е на нивна кожа. Дури со дерење подвикнал. Дали тоа е јасно неинформирано новинарче? Ние сме секаде главни. И тоа е демократија. Точка. Кога сме кај демократијата, ме бендиса и грците и цела војска донесува во Егејска Македонија и со марш и војнички чекор си игра камај и извикуваа тоа што ги боли. Македонија е Грчка. Епа ако е така, што ќе име вежбање? Паради, што ќе име војска? Ние им пеевме на площадот, тие вежбаат за Македонија. Бог да чува. И како крај на демократијата на просторов и пошироко завизиве. Испадна дека грциве се бајчиња, цвеќиња, за сите останати нам пријатели од ЕУ. Лесно му е на Груевски кога рече не одете во Грција на одмор. А како со визите? Таман грците ни ставија и тенда и направија ред и сега пробајте да вадите визи пред италијаните, французите или кај бугарите. Многу повеќе важи безвезе отколку безвизен режим. И сега за одмор без визи ти останува само Албанија. Па сега видете што одработуваме со насловот олеснување на визниот режим. Контроверзна италијанска мини-серија за судирот меѓу словенците и италијанците во Истра. Познатиот Драган Белогрлич толкува една од главните улоги. Срце во бездната.
T-Mobile. Секогаш добиваш повеќе од очекуваното. Зборувај за само 0,5 денари минута кон мојот круг и за време на викендите кон сите T-Mobile корисници. Активирај веднаш. Промоцијата трае до 31 јули. T-Mobile, едноставно поблиски. Сега секој може да има своја звезда. Citroen C1 со попуст до 1000 евра, Citroen C3 со попуст до 1300 евра, Citroen C4 со попуст 1800 евра, Citroen Berlingo со попуст до 1000 евра. Не можете ни да замислите што се Citroen може да стори за вас. Цела тегла ти падна во Вардар, во реката? Не бе, Мариче, не само што ми падна, туку многу ме е криво што само што го отворих, пъна ми падна, пъна, еднос го бех отворил, само 2-3 крастички бех изделал, не и шлап, уйде у Вардар. А ние се чудиме, кој ни ги загадува реките? Еј, тегла краставички фрлаш. Ама Мариче, от се праш таква чудна да му стави. Ама човеците у Вардар фрлят цели фрижидере, шпурина, коли, ама това цела Японија, како отпата таму, ти на мене са за една тегла. Плюс, не една само шо е, туку и пъна. Ай замисли, сега, например, случайно, сега најде некој рибар тегла. И ке се отворе, ке се освеже, со краставички. Може дори благодарен да ми биде, ако сакаш да знаеш. Е така, моите гости вечерва се Вера Николовиќ од Центарот за социјална работа од Скопје, Антонио Новотни, невропсихијатар, Медјаш или прва детска амбасада Драги Змијанац. Значи, веднаш сакам во почетокот да кажам дека веканам повеќе како експерти отколку како представници на вашите институции. Значи, сакам компетентно, професионално да разговараме на оваа наша тема, која што ја најавивме веќе преку медиумите. Меѓутоа, пред тоа, како што ни е редот во емисијата, кој е вашиот настан во неделата? Што најмногу ви остави впечаток? Не од ова што јас го нудам, воопшто, или и од тоа, како сакате? За мене прво? Да. Што за настан на неделата за мене беше утакмицата Турска-Германија. Многу интересна утакмица, не ги следам сите, меѓутоа таа баш ми остави малце впечаток по борбеноста. Жените по фудбал. Добро. За вас? Може би отварањето на скопското лето е со настан кој што последниве 10 дена за мене представува нешто. Мислам дека треба да почнеме да се бавиме со културата, со убавите нешта, доста е од неубави работи и доста е од оној за што ќе зборуваме, веројатно. Так, да. Јас сега ќе прозвучам некако би рекол професионално ориентиран. Настанот е само што ја спремавме информацијата за 4 настани кои ги сублимиравме како ајде да ги потсетиме повторно државните институции. Истиот ден кога ја пратим информацијата се случи уште 2 сексуално злоставување на 2 деца, една во Струмица и една во Куманово. Значи едноставно не можевме да веруваме дека е возможно во дента кога решивме да го активираме повторно тој државен, би рекол, механизам, таа поголема одговорност, се случија 2 настани немели. Така, тема е и тоа на ова вечерашна емисија, значи силување деца, машки, женски, нарушена ментална состојба, па соседот, па таткото, па очуват сите тие настани кои што ги имавме во оваа недела, што сите не згрозува дефинитивно и не изненадува. Што ни се случува во овој момент? Дали досега се криеше тоа или сега зема некаков огромен замав? Како професионалци? Видите, дека јас работам во одделението за социјално исклучени лица во Центарот за социјални работи на град Скопје на проблематика на семејно насилство. Од ова практично искуство ние што го имаме овие 4 години наназад, тоа е дека семејното насилство од секогаш постоело и сега постои и во многу поголема димензија од тоа што се претпоставува или од што се пријавува и претпоставува. Така да не е нешто, ова само повеќе сега доби, овие неколку настани добија така повеќе одзив во јавноста по својата суровост, да кажам, и по последиците и по тоа што се тоа малолетни деца. Инаку сето тоа постои и ние во секојдневната пракса се судруваме со сето тоа. Па да, јас се слагам со колешката Вера, дека злоупотреба на деца постои од секогаш, насилството постои и се работи за друго едно прашање, колку нашата свесност за тоа е зголемена. Тоа е добро во една рака дека ние полесно ги детектираме, односно органите на
прогон, социјалните установи и така натаму ги детектираат, овие случаи се откриваат и се санкционираат понатаму. Лошото е што тоа постои во Македонија и не е како пред некаде 15 на години кога ние едно здружение или со кое што почнавме да зборуваме малку за постојањето на злоупотреба на деца, се велеше не, тоа во Македонија го нема. Го има, секаде во светот го има. За жал, се повеќе ќе слушаме затоа што се повеќе сме свесни за тоа дека постои и дека може и соседот, и пријателот, и родителот, и сите тие да бидат починители на тие кривични дела. Ќе се обидам малку да направам едно ретро. Последните 2 настани и со случајот од Штипјанецот и сексуалната злоупотреба на двете деца штитеници на детскиот дом 11 октомври. И случајот што се случи пред вчера говори дека станува збор за двајца педофили кои го прават делото по втор пат и трет пат. Значи веднаш по напуштањето на затворот тие повторно посегнуваат по дете и повторно прават кривично дело полов напад на дете. И затоа нашите заложби, бидејќи превентивните програми не функционираат, воспитно-образовниот процес е препуштен само на образовно, одговорното родителство исто така затајува. Државните институции не водат грижа кај се нивните штитеници. Сметаме дека можеби крајната пресуда треба да ја даде судот. И затоа се залагаме за вакви полови напади на дете да бидат санкционирани со највисоки казни доживотен затвор. Добро, ќе го отвориме тоа во вториот дел за она како. Меѓутоа, ајде да видиме кои се причините. Причините. Па видите која структура на деца се злоставување. Тоа се рурални средини, деца со хендикеп, деца со пречки во развој, деца штитеници на државни институции, деца без родители, деца кои се препуштени сами на себе, деца кои живеат во економски необезбедени семејства, едноставно ранлива група на деца и веројатно сексуалните злоставувачи сметаат дека таа категорија на деца е полесно да се подведува, да се злоупотребува. Да дефинираме профилот на луѓе во кои што го прават педофиливе. Видите, прво треба да се подвои. Јас имам изработена цела докторска студија за тоа во затворот и Дризо на некои 67 испитаници, каде што уште на почетокот се почувствува една различна категорија на починители на ова кривично дело. Едните се многу блиску до она што во народот е познато како психопати или сексуални психопати, што се вели. Значи луѓе кои што меѓу другите криминални дела, кражби, убиства, разбойништва, имаат и силување на малолетни, силување на полнолетни, најчесто девојки. И тоа е таа една друга категорија за која што јас не би зборувал, тоа се криминалци кои што чинат разнородни кривични дела и тие може, нели, меѓу сета таа палета на кривични дела да извршат и злоупотреба врз малолетни. Другата категорија е онаа која што можеби е поопортуна, поскриена, тоа е групата на сексуални злосторници врз деца кои што се приближува до медицинската дефиниција на педофилија. Педофилијата пак е мислам морам да ги разграничам работите. Педофилијата пак е болест, ако сакате, расстройство кое што во медицината во нашите книги е класифицирана според одредени критериуми. Потребно е да тој починител на тоа злодело или односно да речеме таа индивидуа исполнува некои критериуми од типот на дека треба да биде барем 5 години постар од жртвата, треба да биде да има повеќе на број сексуални повеќе од 6 месеца да има сексуални фантазии или да извршува сексуални дела против деца и треба да има некакво растроено функционирање социјално, семејно и професионално. Значи тоа е една многу строга дефиниција и да жртвата биде под 13 годишна возраст. Тоа е уште еден интересен критериум. Значи сите деца што доаѓаат на 13, грубо е тоа, ама тоа е книшко распределување на педофилијата. Така да вакви педофили можеме да сретнеме веројатно помал број, но и тие ги има. Ги имаше и во затворот и Дризо во тоа време кога јас истражував, ги има и сега. Дел од овие што вели Змејанец се повторувачи, значи повторно ги чинат тие злодела. Причините мораме да ги гледаме во нивната структура на личност, во една, како да кажам,
не може да остават нормален сексуален контакт со возрастовици. Да, во суштина постои таа проблем, она што јас истражувам и што пишува литературата, вели имаат проблем на воспоставување на интимност со возрастен хетеросексуален партнер. Значи, они имаат дефинитивно неможност да искомуницираат сексуално со некој што е рамен на нивната возраст, затоа што доживува доминација од таа страна, па мисля дека во релацијата со деца се на некоја да речеме позиција каде што можат да доживеат некаква гратификација. Не само тоа, него и нивното убедување, било убаво Новотни да каже дека и нивното убедување дека тие не му наштетуваат на детето. Тие не го доживуваат тоа како атак. Него тој го сака детето, го љуби детето, сака да му помогне, па и при тоа да го сексуално злоупотреби. Тоа е всушност психолошко. Тоа е прашањето на тие така наречени когнитивни дисторзии, се да не бидеме премногу стручни, значи на мисловни искривености во главите. Тие има изјави, нели, при тоа истражување изјави од типот на ама тоа е дури и татковци за своји деца зборува, мислам, замислете татковци кои што злоупотребиле 9-10 годишно девојче или машко во една инцестна ситуација. Велат, тоа е позитивно сексуално искуство и за детето. Или па тоа дете носи мини здолниште веќе на 12 години, па тоа сексуално провоцира, па тоа дете било и со други, неговото собствено дете, па што да не биде со мене. Значи тоа е тотална една искривеност на размислувањето од една страна и другото што Змејанец го спомена, тоа е таа атрибуција на вината. Они вината ја атрибуираат, ја ставаат кај жртвата. Велат, тоа е криво, тоа провоцира. Во суштина се работи за длабок психолошки проблем, кој што па за жал во смисол не може, затоа што не може да се открие, е само парцијален, само во областа на сексуалноста. Од друга страна, тие луѓе знаат да бидат нормални во професионалниот живот, да бидат нормални дури во семеен живот, нормални во наводници, на деца. Да бидат опортуни. Но секогаш се да, точно е тоа. Каква е сликата за семејствата, може ли вие како центар дали ги истражувате, да речеме? Дали се тоа дисфункционални семејства или па може да имаме и ваква слика кој што кажува Вака да нека посебни истражувања не правиме, меѓутоа би го дополнила Драган во оној дел каде што рече кои се деца жртви на сексуално злоставување. Она што нас последниве неколку месеци онака не запрепаси, тоа беше сексуално злоставување помеѓу малолетни лица. Значи постари малолетници злоставуваат помали малолетници. Тоа беа неколку случаи што се случија во месец април и во месец мај, каде што го имавме баш тој случај каде што викат па тоа детето оно не тераше, ние тоа да му го правиме, имавме значи орално задоволување на постариот малолетник. И сега дефинитивно дека се работи за семејства каде што се нарушени односите. Имаме семејства со нарушени односи и со повеќе ризични фактори, значи како дополнителни ризични фактори може да бидат ова што Змејанец го кажа, значи економската состојба, образовното ниво, мада не мора воопшто тоа да е некоја посебен ризик. Патриархален однос, да речеме, пошто ги спомнавме руралните средини. Она што најмногу влија или она што ние можеме да кажеме за овие 4 години наназад е дека сегашните сторители на такви дела се како деца злоставувани. И тоа треба да го гледаме во еден ланец на меѓугенерацијски пренос на насилството. Значи, најчесто сторителите на насилство, дали е тоа врз жената или врз децата се најчесто деца кои се злоставувани во своето детство. И потоа, кога ќе пораснат, тие стануваат фактички, ги злоставуваат своите партнери, своите деца или пак своите родители. Ја би коментирал малку откривањето и охрабрувањето на детето жртва да го пријави насилството и злосторникот. Но и една мала бирилкова анализа на случаите. Случајот со Охрид, мајката која двете 8-годишни девојчиња ги подведувала за остварување на материјални добит со подведување. Девојчето да не беше доведен во живот опасноста да не прокараше, можеби тој случај немаше да се ушли. Кондово, каде што орално постари малолетници тера да сексуално ги задоволува помал малолетни. Потоа таткото со двете девојчиња со лесна умерена попреченост, штитенички на Мацов Чарова, каде што сексуално инцест имал со својата ќерка и нејзината другарка. Потоа земете во Струмица најновиот случај, Куманово, па што туку излезениот од Штипскиот затвор Јове, кој веќе направил 2 дела, едно со 5-годишно девојче кој бил со минимална казна 4 години и старица. Замислете, тој 23 години затворил едно дете кое било штитеник во 11 октомври и директорката уопште да не знае каде е детето, да биде пуштено без придружба и воопшто да не се покрене истрага за тоа дете, да се најде на време.
И не е доволно да се каже дека детето е среќа што е живо, или пак да се даде изјава дека тој сторител треба да се обеси. Јас мислам дека одговорноста треба да имаат и државните институции, затоа што тоа е веќе доверување на дете, тој орган е веќе стара. Тоа е друга димензија. Јас сакам уште малку на причиниве да видиме. Дали е она што го рековме патриархалниот однос на воспитување, затоа што рековте она што го кажавте, да, па него зашто не ако сите други, јас сум таткото во семејството. Или дали премногу присуство на порнографија, филмови кои што се достапни, кои што постојано ги гледаат и се гледаат. Дали можеби вебсајтовите кои што во Македонија и Франција, мислам дека пред неколку недели направи ограничување во поглед на пристап до таков тип на вебсајтови. Ако мене ме прашувате, јас секако би се придружил на колегите, иако сме од различни дисциплини и од невладиниот сектор. Во психолошката литература е јасно се зборува за тоа дека жртва на сексуална злоупотреба во детството може да биде секое дете. Прво, не постојат правила, кое дете ќе биде, дали од богато, сиромашно, интелигентно, интелектуално. Она што реалноста го зборува е дека навистина тие со психофизичка попреченост, оние деца кои што се запоставени со едукативна, со семејна запоставеност, може да бидат полесни жртви. И тоа е факт. Сега тука постат и други акти во кривичниот законник, како се тоа означува злоупотреба на противприроден блуд и така. Но не знам, во секој случај треба да се она што може да дадат вакви емисии, што може треба да се алармира на семејството, да ги врземе малце, да ги стегнеме тие семејни релации подобро. Јас би рекол алиенацијата внатре во семејството, не руралната или урбаната средина, можеби во урбаните средини уште поризично е, знаете. На некој живејќи на... Ја точно се видам податко дека 2/3 се случуваат повеќе во Скопје, отколку што се случуваат во руралните средини, као податок, као бројка, мислам на... Да, како број на пријавени случаи на семејно насилство, да. Скопје има најголем број на... Само да дожа, сега да речам, на што мора да апелираме, тоа е враќање, ребаланс на силите внатре, на кохезивните сили во семејството, зашто тоа е тоа што може да ги зачува децата. Ние не можеме да кажеме одеднаш со магично стапче да престана да постојат злоставувачите, педофилите, како сакате да ги наречиме. Но можеме да почнеме да зборуваме повторно со децата. Внимавајте на секоја близина од совозрастни, која што е претерана, која што е со заведување, со манипулација, со многу подароци. Ако сакате и у наше време, ние сме учени да не излегуваме да не бидеме у близина со непознати возрастни лица кои што ни подаруваат нешто, да не влагаме во домот на тие, да не се качуваме во возилото. Значи тоа се пораки кои што можат многу да превенираат. Инаку тие луѓе постојат и ќе постојат. Што да правиме со мерките? Еве, водите мислам како ако стигнеме до мерките ќе зборуваме. Мерки. Па има санкција која, да кажам, еве со новиот кривичен законник се покачени мерките од минимум 5 години, 10-15 години за потешки кривични дела и доживотен затвор доколку се случува инцест, родоскрнавење, сексуално малтретирање и семено насилство. Ма тоа е нешто што Тоа е последното. Последното. Од кога ќе го фатиш, од кога ќе го уловиш, па да го казваш. Следно е како со жртвата дете кое и во судската постапка се залагаме да не се дополнително виктимизира, затоа што сметаме дека тоа дете веќе еднаш кое доживело една таква травма, се залагаме судиите. Значи прво да има еден специјални скрин соби каде што во присуство на психолог, педагог, социјален работник и судија еднаш ќе даде изјава детето и тоа ќе биде верификувано како таква и никако да се соочи со злосторникот, затоа што тоа за детето е траума. А тоа е значи еден момент. Втор момент е сепак ако ние целосно го изолираме злосторникот, добија доживотна казна, веќе сме заштитени од повторно случување на таков настан, а од друга страна би било на некој начин и опомена за идни силувачи на деца. Значи тоа е второ за одговорното родителство, да, но какво е тоа одговорно родителство кога исто така дел од случаите имаме инцест од страна на родител кон своето дете. Значи доаѓаме пак на тоа дека детето треба да го препознава ризичното однесување на возрастните, независно дали е тоа авторитет татко, да не дозволува да му се влезе во сферата на приватноста, да навремено реагира, да пријави и никако да не молчи ако се случи такво нешто. Никако да не молчи. Јас затоа сметам дека девојчето кој се смирила со мајката да побегне со алфите да го пријави случајот на вистина и независно што е рурално семејство, барем имала храброст да проговори. Секој дете треба да проговори. А посебно што наговестуваме дека секој статистиките се грозоморни. 30% се откриваат, 70% не се откриваат.
Ако ние во последниве 10 месеци имаме 10 откриени случаеви, можете да замислите колку се неоткриени, колку немаат децата храброст да проговорат за тоа и колку се плаша средината дали ќе ги прифати, како ќе ги разбере, најблиските. Тука се Јас се извинувам, тоа е една од клучните точки која што треба да ја промовираме, дека детето никогаш не може да биде виновно, затоа што знаете што манипулацијата на злосторникот е дека немој да кажуваш ова е срамота само за себе што си го направил и ти си крива, ти учествуваш, ти имаш задоволство. А за жал, нели физиолошки, физички како речено, при стимулацијата на генитални органи или на некои други подрачја се случува физичка надразба и детето може да добие конфузија во главата дека има некаква пријатна стимулација. И тогаш чувството на вина расте и тогаш тајната се затвара. Знаете, табуто да се збори за тоа се зголемува. Ти не смееш да кажеш што родителите ќе те отфрлат ако е надвор од семејството. Внатре ако е од семејството ќе те оставам, ќе се растури бракот и така натаму. Значи пораки. Треба да зборуваме точно, добро Змијанан споентираше, да зборуваме со децата, не само со родителите, бидејќи ако е внатре семејно, тогаш мораме со децата да знаат што се нивните приватни делови, која е интимноста до каде што може да се допира, што е дали може да се влегува кога детето има веќе 12 години во када, да се бања, да се допира, нели, и така натаму, и кога тие може да речат не. Треба да ги учиме да кажуваат не за некакви блискости. Па макар се работело тоа и за блиски роднини, родители и така натаму. Се неќам да правиме лов на вештици во емисијава, но во секој случај, знаете, откривањето, разотварањето на обидите и тоа може да биде добар пат кон превенција на што повеќе случаи. Рекате дека тоа многу пострашно изгледа од она што ние како медиуми го пренесуваме во живо, што би се рекло, она што до вас допире, она што вие ги работите тие истраги. Видите, вака ние не работиме истрага, работиме нели на психосоцијална поддршка на жртвите на семејно насилство. И ве како пример, ајде да го земеме девојчето што беше од Кондово. Значи, едно е вие да чуете на телевизија што е тоа како, а друго е да седите со тоа дете, да разговарате со тоа дете, да гледате во неговите очи сето тоа што она ги преживувала сите тие неколку месеци наназад и при тоа како институција да сте свесни дека тоа дете е трет пат виктимизирано, она што го кажува Змијанец. Значи, спрашуване во полиција, па потоа во суд и на крај доаѓа во центарот. Оние што се заложбите и нас како институција, како центар, и да тоа се прави еднашка и тоа дете да биде максимално заштитено, значи да не се јава после во некоја понатамошна постапка. За жал и ние како центар сме имале ситуации, значи ќе кажам некои судења каде што малолетна жртва на сексуално злоставување се вика да сведочи во присуство на сторителот, кој што е, тоа мислам една страшна траума. Нашите обиди на судот да му се укаже дека тоа дополнително ја травматизира жртвата, а покрај тоа предизвикува и стравкања и закана што ако ќе каже што ќе каже, на што ќе биде осуден и кога ќе искочи од затвор, што може да и се случи, меѓутоа за жал одредени судови како институција остануваат неми и глуви на такви наши укажувања. Добро, мерката притвор е превентивна мерка за да жртвата не го смени исказот, тоа е исто многу важно. И затоа треба, како што кажавме, значи еднаш изјавата и треба да се верува најчесто на детето, а посебно во овие случаи каде што има и доказ. Имаме ли институционален капацитет да се носиме со вакви случаи? Колку луѓе, например, имаме ние национална стратегија, имаме пишани некакви стратегии што би било, кога би било, што обично јас велам го вулгаризирам тоа, меѓутоа колку луѓе, да речеме, за Скопје го покриваат, како бројка ме интересира? Како бројка во нашето одделение 5 на ниво на цел град. Супер. Така, јас би сакала овој дел да договор со само да кажем. Имав договор да не бидам критичен кон центрите за социјална работа, ама не зборувам, јас зборувам за институционален капацитет. Институционален капацитет е тоа. Така, јас би сакала, Драган, само да довршам една работа. Значи има едно што викаме неинституционален капацитет. Ние имаме закон за семејство, којто закон за семејство си вика има одредена глава нарушени семејни односи и насилство во семејството, каде што имате вие мерките на заштита и мерките кон сторителот. Меѓутоа, она што ние немаме, ние што се залагаме и што нас ни треба во нашата работа, прво и основно немаме советувалишта за сторители на семејно насилство. Ако вие можете некој да го казните, можете и да го ставите во затвор 2 години, 3 години, меѓутоа тој човек искочи со исти или полош, со полош ментален склоп ќе искочи од што отишол таму. Значи нас она што ни е потребно ние да постојат советувалишта за деца жртви на семејно насилство, на што тоа ни кажува и се залагаат, советувалишта за
за жени жртви на семејно насилство, потоа за сторителите, така да може да се работи една семејна терапија. Има многу луѓе што се стручњаци во нашата држава, верувам тоа и кај вас има на вашата клиника, да, кои што ги имаат поминато сите тие едукации, кои можат многу успешно да работат во тој дел и да се работи со сите членови на семејството. Само така ќе можеме да го значи да ги освестиме некои потреби, да ги канализираме некои емоции кај членовите на семејство и да очекуваме дека може да дадеме еден одреден правец како тоа семејство понатака ќе се развива. Значи не ни е нас целта да ние го разбиеме тоа семејство со тоа што ние ќе го ставиме примерно детето ќе го згрижиме во установа, а сторител ќе оставиме во затвор. Имам дилеми за сторителите за земање на одземање на дете, значи да се најде друг старател. Дали тој механизам на земање на родителско право функционира доколку во семејно насилство родителот го малтретира детето и сексуално го злоупотребува? Што со тоа дете? Втора дилема ми е што ако се случи сексуално насилство на дете во 17 часот кога центрите работат до 16, кај ќе се згрижи тоа дете, кој ќе води, кај ќе се пријави, кај ќе се заштити на одредено време. Мислам, исто е доста спорен како капацитет, значи центрите навистина имаат големи ингеренции. Меѓутоа не можат да ја покријат целата територија, немаат доволно број на луѓе, немаат 24 часа работа. А настаните се случуваат катадневно, од 24 часа. Значи, тоа е исто така, полицијата има откриено доста случаеви. Ја морам да кажам дека навистина последниве настани беше брза, ефикасна. Меѓутоа, мислам дека на одреден начин не се работи на згрижување на жртвата во една, да кажам, неформална атмосфера, каде што, една изјава, во едно присуство, во еден состав и толку. Да не поминува тој процес на полиција, па да иде на суд, па да иде во рехабилитација во Центар за социјална работа, тоа за детето е навистина голема травма. И треба дефинитивно, значи, она за што ние се залагаме да постои, значи, Центар за интервенција во криза, каде што рецимо кога ќе се случи такво нешто, вие тоа дете ќе го заштитите, ќе го трнете од таа средина и ќе добие стручен третман, не било каде. Ние имаме рецимо центри за згрижување на жртви на семејно насилство жени. Меѓутоа, она што нас не е потребно, да имаме таква нешто за деца. Тоа особено се чувства во нашата работа секојдневна, се судираме со тоа да имаш и потреба во одреден момент да тоа дете го изолираш, нека биде и 24 часа и 48 часа, меѓутоа да се осети заштитено, а во меѓувреме да ги превземеш сите неопходни мерки. Меѓутоа, за жал, ние немаме такво нешто како центар кај што може да се направи. Што содржи тогаш националната стратегија ако ги нема овие елементи? Зголемување на буџет, спремност дека ќе се грижиме на буџет и тоа што е пишано да се реализира во пракса, вработување нови луѓе, поголема мотивација, не само вработување, туку 24 часа. Мислам, тој Центар за социјална работа на вистина има не само превентивни ингеренции, они имаат ингеренции да влезат во семејството, имаат фактички надзор, да вршат увид дисфункционални семејства, семејства во ризик. Добро, практично влегувате како центар во... Да, влегуваме. Влегуваме малте не секаде, да не кажам, сема ако немаме некој семејство кај што се многу насилни, па некојаш бараме помош, интервенција од полицијата, што ретко се случува. Најчесто, мислам, успеваме да се завршиме својата работа. Меѓутоа, она што го кажува Змијанец, држи, значи тоа е дека дефинитивно е потребно 24 часовно работно време, значи постоење на дежурни мобилни тимови. Дежурни мобилни тимови кои што ќе се работуваат и со полицијата, и со здравствените установи, и невладиниот сектор може да се вклучи во тоа. Ја знам дека е преширока темава и може да се зборува прекратко времето, меѓутоа сакам и оваа димензија, што е со сторителите на делава? Што потоа кога ќе излезат надвор? Значи казните се благи, работи ли некој на ресоциализација? Очигледно според примериве не се работи премногу. Јас не можам да зборувам за она што се случува. Што е нужно, што мораме да го во пеналните институции, значи во затворите, тоа мислам јас не сум, немам ингеренции, немам информации уствари да зборувам за тоа. Но можам да кажам во психијатриските служби за жал ние многу малку се бавиме или воопшто не се бавиме, затоа што третман програми за сторители на кривично дело злоупотреба, сексуална злоупотреба дела како да воопшто нема во Македонија. Имаше некои обиди да тоа го инсталираме, само знаете што, проблемот не е македонски, само не е во Македонија. Јас имам комуникација со интернационални експерти, особено од Соединетите американски држави, кои што велат, знаете,
како да се лекува човек кој што не ја прифаќа својата болест, кој не прифаќа дека е болен или кој има извртено мислење за сопствената сексуалност, кој што он мисли дека, како вие велите, дека тој ги сака децата, дека тој мисли добро на децата. Како да лекувате некој човек? Тоа може само мандаторно да биде, значи облигатно, да биде со задолжување и јас тоа го барав и го пишував или разговаравме со судовите, со затворите. Мора една мултидисциплинарна соработка да се востанови во Македонија, каде што ќе се знае дека овие сторители на кривични дела ќе морат мандаторно после излегувањето или за време или пред или после, не знам кога веќе, да бидат задолжени да одат на третман. А третман програмите ќе се востановат. Знаете како? Пак е тоа прашање на профилирање на лица. Знаете, јас не можам да работам на мојата клиника, да работам и сега да не ги набројувам дијагнозите, и неуротски состојби, и состојби на психози, и манично-депресивни психози, и стрес, и ова. Мора да имаме капацитет, мора да знаеме дека треба се вложува, мора да се вложува во специализирани сервиси. Во Америка тие се викаат Child Protection Division. Значи тоа се посебни. Кај нас, извинете, јас не знам како е последниве години, ама се случуваше во минатото, јас од 95-та година сум во подрачје, да луѓето кои што се стручни во злоупотреба на семејно насилство, одеднаш бидат префрлени на куќна нега или на, како се вика, на социјална помош, да работат на тоа. Тоа се сосема различни... Да, но многу е битно профилот на педофилот. Да се По излегувањето од затвор. Добро. Тој го повторува делото. Тој не може да се возражи. Тие ги повторуваат, ама затоа зборуваме дали може да се Која е превентивна програма од нив? Дали превентивни третман програми постојат. Тука е, знаете, многу е работено во Америка. Работено е дури до, мислам, до нелюдски терапии со кастрации и со такви работи, и тоа е све, мислам, нешто што е на минатото. Сега се работи она што се работи во светот е групна психотерапија, индивидуална психотерапија, разговор со нив, условување. Доживотен затвор како опција? Видите, јас не сум релевантен фактор, јас сум само еден обичен психијатар кој што треба да се грижи за душите на луѓето, за душевното здравје, не сум за казните. Казните треба да бидат, санкциите треба да бидат високи во секој случај, да знаете она што е моето искуство лично од затворот Идризово и затворот Скопје, дека овие злосторници се многу неомилени таму. Многу лошо се однесуваат останатите затворици. Никој не ги сака овие починители. Мислам, не е чудно, тоа е јасно зашто кога ќе се удри на детето, на невиноста на едно дете, тоа кај секого предизвикува една така аверзија. Не мора да го дефинираме доживотен затвор, можеме да го дефинираме целосна изолација. Затоа што тоа е опасно за средината. Мислам, еве, ако каже Тони дека тој не го повторува делото педофилот, дека таа негова искривена слика со терапија ќе се измени, во ред да влезе во некој. Видите, јас не можам да зборувам затоа што немам позитивно лично искуство на излекување на вакви индивидуа. Јас можам да зборувам книшки, од книгите, она што зборуваат американските програми, обично они има доволно средства па вложуваат и влегуваат и во пеналната институција и во затворите и тука работат со месеци, со години. Има многу рецидивизам, има многу повторување. Што значи они викаат сексуална злоупотреба, дигаат вака рамена, тешко е да се работи со тоа, но се работи, ние не смееме да дигнеме раце и треба да ги повикаме. Оние луѓе кои што имаат таков проблем се јават на психијатар да разговараат, ќе почнеме, ќе седнеме, ќе го отвориме проблемот, ќе се зголеми, ако сакате, и внатрешната и надворешната контрола врз нив. Затоа што тоа е проблем на импулс контролата, проблем на некои внатрешни нагони кои што доаѓаат и тие луѓе не знаат да ги контролираат, особено што и во главата ги нема тие механизми да се исконтролира тоа што е дефинитивно перверзно и болно како сакат. Во тој контекст сакам да кажам дека пред неколку години се изготви една програма на постпенална работа кога ќе излезат од затвор, меѓутоа за жал тоа беше изготвено од колегите од нашиот центар. Меѓутоа за жал не заживеа затоа што бара капацитет да имате каде што, да има стручни кадри, да се тоа едуцирани кадри, да работат специализирани. Едноставно тоа нешто како такво замре. Инаку се осети потребата за постоење на такви тимови што ќе работат со луѓе кои што се излезени од затвор. Не е важно сега за кој дел. Меѓу другите дела збориме и за ова сега што е за сексуалната злоупотреба. Да, дефинитивно поостри треба да бидат, особено кога се работи за злоставување на малолетни деца и нема да кажам јас сега овдека можеби повеќе разговараме за сексуално злоставување, меѓутоа да ви кажам последиците од психичко злоставување, од физичко злоставување на деца се исто така огромни и големи, можеби и кај нив се среќаваат на психијатрија кои се психички последици јавуваат кај децата само од злоставување и нарушени семејни односи, каде што се тие или директни жртви или пак се сведоци на насилството врз нивната мајка или други членови од семејството. И во една реченица, освен она клучното што го кажавме, домашното воспитување, која е недобрата заштита?
Се ќе ви кажам, тоа е превенцијата. Превенцијата, меѓутоа, Немаме повеќе, само кратко, сите по најкратко една што може, реченица. значи по една реченица, значи сите заедно да се здружиме во борба против, ја ќе кажам од мојата аспект, семејното насилство, воопшто насилството, значи невладиниот сектор и институциите, и сите заедно да се бориме против тоа. Да не се доживуваме како конкуренција, него како некој што еден со друг ќе се надополнуваме. Да ги учиме децата дека претераната близина со странци, мислам со непознати возрастни луѓе, па и познати луѓе треба да биде понекогаш аларми, треба да ја соопштуваат, особено кога доживуваат некоја чувство на непријатност при допир, додир, поглед или изложување на некакви порнографски материјали, треба да го кажуваат на своите најблиски и да алармираат. Тие никогаш не се виновни, ето тоа е. Имаат право на приватност и никој нема право да ги допира, да ги пипка, и доколку навистина забележат неприметно однесување, треба тоа да го пријават на најблиските, а ако се случува од најблиските, да го пријават на СОС службите, полиција, центри за социјална работа. Тоа треба да влезе, значи, во едукацијата од градинка до да знаат да кажат не. До средно училиште да знаат да кажат не. Господа, се благодарам што отворено зборувавме на оваа тема. Се гледаме повторно за 7 дена. Пријатно. Клучоци.